почитувани представници на медиумите, почитуван градоначалник на општина Виница. Драго ми е што денеска сме во општина Виница на увид на два значајни објекти и проекти кои што ги работиме преку Министерството за транспорт и врски и заедно со поддршка на општина Виница секако со цел да дадеме уште еден придонес за решавање на значајни крупни прашања за потребите на граѓаните. Се наоѓаме на оваа социјална стамбена зграда, прва во општина Виница, која што има 36 стамбени единици, каде што наскоро ќе бидат сместени 36 социјално ранливи категории на граѓани, наши семејства, кои што ќе имаат можност да добијат скромни, но услови за живот како и сите останати граѓани. Навистина можам да бидам задоволен од тоа што го видов денеска, бидејќи оваа зграда веќе 15 месеци се гради и ќе биде изградена и завршена пред рокот. Се реализираат финалните градежни зафати во дворното уредување и целиот интериер кој што треба да биде поставен. Нашите очекувања се дека во текот на оваа пролет ќе биде завршена, пошто ќе следува и технички прием, за да можеме конечно после тоа да направиме и оглас за вселување на граѓаните на општина Виница, на кои што тоа им е најпотребно. Се работи за инвестиција од 70 милиони денари преку акционерското друштво за стопанисување на стамбен и деловен простор, кои што се јавуваат како договорен орган, а средствата се обезбедени преку програмата на Министерството за транспорт и врски на владата на Република Северна Македонија. Уште еден многу значаен проект кој што денеска го работиме, а тоа е доградбата и надградбата на филтер станицата во општина Виница, со што ќе решиме уште еден горлив и значаен проблем за подобрување на капацитетот на водоснабдувањето и поврзување на населеното место Лески, кое што е во непосредна близина на општина Виница, но преку овој проект за прв пат ќе донесеме и од градскиот водовод со некаде 24,5 милиони денари инвестиција, со кое што решаваме, како што кажав, значајно прашање за животот на граѓаните овде во општина Виница. Така што и овој проект е во тек. Јас очекувам дека и овде наскоро во текот на летото ќе биде завршена оваа реконструкција, ќе биде од голема корист на граѓаните, а тоа секако ќе го образложи подобро и градоначалникот. Па добро, најпрво благодарност до министерот Благој Бачварски за посетата на нашата општина. Еве денес излеговме на лице место, направивме увид за моменталната состојба до каде е изградбата на социјалната стамбена зграда, која што ќе има 36 станови и еден деловен објект. Ова значи многу, посебно за социјално ранивите семејства и самохраните родители, бидејќи морам да истакнам дека во изминатата година дена, откако почна изградбата на оваа социјална стамбена зграда, имаме доста наши граѓани заинтересирани токму за аплицирање и за добивање на стамбен простор, се со цел за да можат да имат и тие пристојни услови за живење. Меѓутоа, ќе се осврнам и на другиот проект за кој што подоцна ќе отидеме на лице место, а тоа е проширувањето на капацитетноста на моменталната филтер станица која што се наоѓа во Виница и која што ги задоволува потребите на граѓаните на градот Виница, на село Јакимово и село Лески. Со проширувањето на оваа филтер станица ќе биде поврзано кое што моментално се работи и поврзувањето на село Лески на Виничкиот водовод, што значи дека моменталната капацитетност со 110 литри во секунда ќе се покачи на 150 литри во секунда и граѓаните на градот Виница, на селата Јакимово, Црн камен и Лески во наредните 30 до 50 години ќе немаат проблем со водоснабдување. Ние сме сведоци на изминатиот период дека жителите на село Лески кој што има некаде околу 270 семејства, дека во летниот период имаат доста проблеми, така да од 2 до 3 месеци имаат проблеми со водоснабдување, меѓутоа еве ова беше последен период каде што овие жители ќе имаат проблеми сега со поврзувањето на сите овие 270 семејства од село Лески, значи ќе нема проблем со водоснабдување. Меѓутоа ние како општина еве можете да забележите дека
работиме и на други проекти. Еве во моментот овде сме на 5 улици каде што ја мениме водоводната стара азбестна цевка и поврзуваме нова полиетиленска цевка, цевки за потребите на граѓаните на градот Виница, со тоа што ќе истакнам дека 98% од градот Виница е заменета старата азбестна цевка, старите азбестни цевки останаа уште 2% кои што во изминатиот период планираме и тие да ги решаваме. Поставуваме бекатон, меѓутоа морам да истакнам дека во текот на следната недела на вас медиумите ќе излеземе со уште еден огромен проект кој што го бараа граѓаните на општина Виница и ќе ве запознаеме поконкретно за што се работи во текот на следната недела.